Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, 3 дена опозицијата, првенствено ВМРО-ДПМНЕ, глуми наводна загриженост за граѓаните, а и за економијата. Бараа свикување на посебна седница на која ќе учествуваат и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ за да се донесат законите за мерките од петиот пакет. Денеска таа 36-та седница е отворена, наред се законите кои значат помош на илјадници граѓани и на многу компании. И целата јавност гледа и слуша што ВМРО-ДПМНЕ денеска направи во пленарната сала. За волја на вистината, почитувани граѓани, повторно пратениците од опозицијата излегоа од салата. Нивниот координатор бара паузи, бара процедурални обраќања, на кој повторува исти пораки. Намерно, свесно и неразумно ја блокираат работата на парламентот. Се потврди уште еднаш она што го зборуваме цело време, она што јавноста цело време го гледа. ВМРО-ДПМНЕ еклатантно се покажа дека е против интересот на граѓаните, против македонската економија, против директна поддршка на компаниите. Тоа е со сигурност неодговорно кон државата, неодговорно кон граѓаните кои не избрале и кои не плаќаат преку буџетот на оваа држава. Почитувани граѓани, околу 12.000 компании немаат исплатено плата за месец февруари, затоа што ја чекаат државната помош. Десетици илјади граѓани чекаат конкретна финансиска поддршка од државата. Тоа не се обични бројки. Тоа се конкретно семејства, граѓани, тоа се конкретни работни места. Наша обврска е да им помогнеме што е можно поскоро. Секој пратеник, секоја политичка партија треба да покаже одговорност пред граѓаните и пред државата за што всушност сме платени од истите. Да ги усвоиме овие закони за помошта да стигне до секој граѓанин, за да може близу 12.000 компании да исплатат плати за своите вработени. Повикуваме да надвладее разумот. Времето загубено на пратенички прашања може да се продолжи двојно повеќе и пратениците од мнозинството ќе се откажат од поставување на прашања со цел да има повеќе време за пратениците од опозицијата. На крај би сакал да им се обратам на моите колеги пратеници од опозицијата. Бидете разумни, влезете во сала и конечно, еднаш заедно да направиме нешто добро за граѓаните. Тоа е одговорноста на сите нас како пратеници. Ви благодарам.